Русите со тешка воена опрема влегоа во Киев, а украинските сили го повикуваат целото население да се вклучи во одбрана независно од возраста. Денес на Украина и треба се. Приклучете се сите. Понесете само пасош и матичен број. Нема ограничување за возраста. Ова е соопштението од украинската воена команда. Во близина на административниот центар на Киев се водат оружени престрелки. На социјалните мрежи се појави вознемирувачко видео на кое се гледа како руски тенк удира директно во цивилен автомобил кој вози по патот во киевскиот кварт Оболон, на 9 километри од центарот на градот, пошто цивили се обидуваат да го извлечат возачот од автомобилот. Украинската војска соопшти дека руските сили заплениле 2 украински воени возила. Група руски шпиуни и саботери се упатиле кон Киев со цел да се инфилтрираат маскирани како локални жители. Украинските и американските официјални лица изјавија дека руските сили напаѓаат од јужниот регион на Крим, кој Русија го анектираше во 2014, како и од Белорусија на север. Разорниот звук на сирените повторно ги разбуди граѓаните на украинскиот главен град, кои ноќта ја минаа во скривниците и засолништата. Во текот на ноќта се слушнаа неколку експлозии од ракетни напади. Најмалку една стампена зграда во главниот град е тешко оштетена. Извештаите велат дека 8 лица се повредени, а за среќа нема загинати. Што-то летало или упало. Я встал, посмотрел в окно, ничего не увидел, отошел сюда, и после взрыва я оказался в такой выгодной точке, чтобы увидеть, как все окна складываются внутрь отсюда и оттуда. Чудом никто не пострадал. Улиците во Киев изгледаат морничаво пусти откако Русија вчера ја започна својата инвазија на истокот на земјата. По извршените воздушни напади врз градови и воени бази испрати војници и тенкови од 3 страни до предградието на Киев. Украински извори јавуваат дека во еднодневните борби загинале повеќе од 100 украинци. Следејќи ги стрелките кон засолништата останати низ градот уште од конфликтот од 2014, луѓето ноќта ја мина, подпрени на торбите и кебињата, а во преградки ги држеа своите деца. Похрабрите ги празнеа полиците од маркетите. Се чекаа редици за да се извадат пари од банкоматите. I had a message from my friends. They woke me up with a phone call, informing me that there was the first sign of military actions against Ukraine. And so we had like a last-ditch emergency plan just to meet on the railway station and see where it can take us. We were not organized seriously. And when I left my home, going for the railway station, first I heard perhaps a supersonic missile or a shell flying over my head. It was an unmistakably loud sound of something just rushing past by, and then it was followed by a huge explosion somewhere downtown or of the outskirts of the city. It's disturbing, first of all, because in all my life, I haven't seen the war so near to us, to Poland, to Przemyśl. So it's quite terrifying. Бранот бегалци почна уште вчера. Првите украинци пристигнаа во Полска, каде се отворени 8 центри за прием на бегалци во 2 региони што се граничат со Украина. Бегалците во овие места ќе добијат храна, медицинска помош и информации. И на молдавската граница чекаат автомобили од Украина. Молдавија која потврди дека е подготвена да прими десетици илјади бегалци. Хрватска се понуди исто така дека ќе прими бегалци како и Романија, Финска, Чешка и Германија. Агенцијата за бегалци при Обединетите нации соопшти дека ситуацијата во Украина забрзано се влошува. Ги повика соседните земји да ги отворат границите.